Почитувани гледачи, добро утро за оние кои сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Вие го следите вториот дел на утринската програма Нов ден. Во овој дел актуелните теми ги обработуваме со нашите гости, па се надеваме дека ќе имаме одлично дружење и денес. Куманово од секогаш имало извонредна екипа во ракомет, а таа традиција продолжува и ден денеска. Во момент на македонските ракометни сцени, екипата на Куманово игра мощна значајна улога. Според многумина со кои што разговаравме, за овој момент тие сметаат дека оваа генерација е генерација која постигнува извонредни резултати. Рете да ги представам моите денешни гостинки, односно имам три девојки во студиото, а тоа се Сара Цветановска. Сара, добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Јована Кипријановска и Јована Живковска. Добре ни дојдовте, како сте? Супер. Дали ви беше тешко да станете рано? Не. Се навикнавме покрај овие надпревари. Така, одлично. Што би сакала како за почеток да ве прашам едно прашање што сум сигурна дека вие сте доста млади, така да нашите гледачи ќе ги интересира многу да ни кажете за тоа што ве мотивираше да се определите токму за овој спорт. Па мене ме мотивираше првин татко ми кој исто така беше вклучен како и сега е вклучен во ракометот, но играше во Шевро Куманово долго време и прекина поради повреда на коленото. И тој ме мотивираше ако сакам да пробам и потоа после некое време само си дојде и се залюби во спортот. И веќе 5 години тренирам ракомет и сум задоволна од сите услови што ни ги пружаат и сакам да продолжам. Така, колку години имате вие? Јас имам 14 години. Значи 5 години веќе тренирате? Да. Така, одлично. Сара? Јас имам 13 години и тренирам 2 години ракомет. Почнав онака од гледање како ми се допадна и продолжив да пробам да видам, ми се допадна и продолжив со ракомет. Тоа беше чисто она гледање на телевизија, ракометот го пратевте и желбата за тоа. Дали уште од мали нозе почнавте да се занимавате со ова? Мислам непрофесионално. Па така, стопка, шут. Так. Јована? Мене лично ме мотивираше борбеноста за ракометот, бидејќи тоа е еден груп спорт. Сакам такви спортови, сакам да сум борбена. Се занимавам со ракомет веќе 3 години и ми се допаѓа сето тоа. Тоа е, значи 3 години. Да. Колку години имате вие? 16, одлично. Дали ви беше потребно да промените некои навики за да ги ускладите тренинзите и секојдневието? Вие сте се уште многу млади, се уште учите. Да. Ајде, кажете ни нешто за тоа, значи. Па повеќе ги оставив оние, како да кажам, не ги оставив другарите, но прво ми беше битно ракометот, први на тренинг да дојдам, па потоа нешто друго да се дружам. Така. Значи ракометот ми е број 1. Така. Тоа. Значи, она константното дружење, значи не го изолиравте во потполност, туку само го намаливте, за да посветите... Пак се дружиме, но први ракомет тренинг и сето тоа. А училиштата? И училиштата се. Секако се надевам дека сте одлични ученички. Да. Во кој училиште учите? Јас сум во средно земјоделско училиште Киро Вурнас, техничар за агроменеджмент и можам да се пофалам дека одлично сум сега за прва година, 5:00. Така. Јована, истото прашање и за вас. Јас сега завршив основно училиште во Браќа Миладиновци и завршив одлично и планирам да се запишам во гимназијата Гоце Делчев во Куманово. Така. А ќе ни кажете ли вие како ги ускладивте оние тренинзи и секојдневието?
Па како мала сите ние имавме желба да бидеме балерини или нешто така. И прво што почнав беше тоа. И кога започнав ракомет, се уште одев и на балет, како што се вели. И некако ми стана одбивно тоа и решив да ја завршам таа година така, а исто така одев и на англиски јазик, тоа дополнителни часови. И бидејќи сватив дека ми е многу, и наредната година решив да ги оставам балетот и англискиот јазик, тие дополнителни часови, и решив само да се посветам на ракометот. Кое одрекување ви беше најтешко? Не ми беше толку тешко. Така, ракометот ви беше приоритет како од она што можевме да слушневме, се гледа дека ракометот ви е на прво место. Сара? Јас сега завршив 8 оделение. Јас сум помала од нив, па не се откажав онака си одев редовно и на тренинзи и вака и не ми требаше да се откажам од нешто. Ракометот ми беше на прво место секогаш. Секогаш, значи немавте некои одрекувања за кои што ќе жалите? Да. Има време за себе, вие сте многу млади. Сара и Јована, едно прашање конкретно за вас. Оваа година вие бевте ученички при основното училиште Браќа Милодиновци и вашата генерација го освои, мислам, првото место во Македонија, што представува еден извонреден резултат. Кажете ни нешто повеќе за овој надпревар. Прво се надпреварувавме во Куманова и помеѓу сите основни училишта во Куманова и тогаш победивме и сите бевме мотивирани за понатаму, па бевме на зонско, па на меѓузонско и сето тоа и на сите тие таму надпреварувања победивме и на крајот дојдовме до државното кој се одржа во Демир Хисар и таму престојувавме кај други деца кои беа од тоа училиште, мислам дека се викаше Гоце Делчев. И 3 дена бевме таму и секој ден имавме надпревари. И најтежок ни беше со училиштето од Струга, каде беше полуфиналето, каде се мислеше дали ние ќе поминеме во финалето. И игравме и на продолжетоци и на крајот завршивме со победа, а наредниот ден го игравме финалето со екипа од Скопје. Колку беше конечниот резултат? Мислам дека 16-15, исто така еден разлика, така. И наредниот ден со Скопје започнавме добро на почетокот, ги поведовме со 5 разлика, нешто така, и на крајот завршивме со добар резултат и победивме. Така. Меѓу останатото важно е исто така да нагласиме и дека вие со вашите соиграчи постигнавте еден извонреден резултат или еден голем успех, мислам на пласманот во европските купови. Кој од вас би можело да ни каже нешто за тоа? Тоа е првата екипа, тоест најголемите, но некои од нас, како што сме ние три и уште неколку од нашите соиграчи, се приглучивме на нив, бидејќи имаше некои повредени и така. И игравме со Металург, со Вардар, кои се трети во Европа, и игравме и со Битола, мислам, и победивме на домашен терен со голема разлика, каде што сите влеговме во игра, сите што бевме од пионерската екипа вклучени и дадовме голем придонес да победиме сите заедно. Но бидејќи немаме доволно услови за да можеме да одиме на тие европски првенства, бидејќи ете така, општината нема доволно услови за да ни пружи. Така, некои средства. Да. Неодамна раководството на вашиот клуб одржа пресконференција на која што побара помош, односно финансиска помош, покритие за надпреварите. Каков беше одзивот од таа конференција? Дали би можела некоја од вас да ни каже нешто за тоа? Јас мислам дека таа конференција беше добра. Мислам дека треба од општината или некој друг да дадат повеќе средства, бидејќи треба да се горди малку на нас, бидејќи во Европа отидовме, ние освоивме второ место, сега во бар трето место
И сето тоа би требало малку повеќе внимание и на нас да ни дадат, отколку само на кошаркарите. Така. Ни требат и на нас средства, бидејќи ние го представуваме градот, ја представуваме целата држава. Така, дали имаше одзив во позитивен контекст од таа конференција? Па, мислам дека да. Така. Вие си имате спонзори кои што, веројатно претпоставувам, кои што... Па, имаме, ама тоа не е доволно. Не е доволно тоа. Така. Добро, еве се надеваме дека после оваа емисија и ова ќе биде еден апел на оние кои што сакаат да помогнат, бидејќи вие навистина сте извонредни и покажавте исклучителни резултати, што е за секоја пофалба. Мислам дека еден од вашите последни надпревари беше надпреварот токму во Бар, Црна Гора, каде што во покрај мощна силна конкуренција, така јас ќе кажам, вие освоивте 3-то место. Дали би можеле да ни кажете, честитки од нашата телевизија пред се за ова, значи ова беше еден надпревар кој што направи бум или еден голем ек, насекаде, мислам, низ Македонија, се зборуваше за овој надпревар, па кажете ни за вашите импресии од надпреварот. Би сакала да слушам од секој, ако поединечно, ајде. Надпреварите беа тешки, немаше слаба екипа, но ние во почетокот бевме се до крај се боревме со сета сила, ги победивме, имавме од 5 утакмици имавме 4 победени. Изгубивме само од екипата на Феникс, кои што има повеќе среќа од нас, бидејќи ние имавме повредени играчи кои не можеа да играт и тие има повеќе среќа и со среќата не победи. Потоа продолживме да играме требаше да играме или за, ако ја победиме екипата на Сара Коминтерна од Шведска, требаше да одиме во финале, ако изгубиме требаше да играме за 3-то место. Ние пред тоа ја бевме победиле таа екипа на Сара Коминтерна, но сега има повеќе среќа и не победија со, не знам, 3-4 гола разлика. И ние требаше да играме за 3-то место, одигравме со екипата на РК Бар и успеавме да ја совладаме екипата и земавме 3-то место. Така. Јована? Јас ги играв првите 2,5 третата утакмица, бидејќи се во текот на одбрана кога игравме со РК Бар, се повредив на раката и сите потоа одлично изиграа и бидејќи други соиграчи беа повредени, но мислам дека малку беа лошо подредени надпреварите, бидејќи ние победивме 4 утакмици, потоа пак игравме со екипата од Шведска и тогаш го изгубивме тој надпревар, но сепак тоа е и големо искуство за нас. Многу надпревари да играме за 5 дена, тоа е многу голем напредок за нас и 3-то место не е малку, така да мислам дека добро направив. Јас сум многу презадоволна од моите соиграчи, од моите колешки. Јас многу рано се повреди веќе во втората утакмица при крајот на првото полувреме. Сакав да ги помогнам, но не можев. Повредата беше не е толку сериозна, но сепак не можев да играм. Овој медал ми беше и најубавиот подарок до сега за роден ден. Така. Многу сум горда на нив. Можеше да освоиме и некое повисоко место, но сепак се повредивме многу. Тоа е. Така. Би можеле да ги проследиме, имаме некои инсерти баш од вашиот надпревар во Бар, па да прокоментираме. Издание на исклучително силниот турнир во Бар. Одиграа вкупно 6 надпревари и доживеа само еден пораз, и тоа од Феникс од Белград. Во клучниот надпревар за 3-то место, кумановки ја совлада домашната екипа на Бар со 25-23 и го освоија 3-то место, што представува голем успех за оваа генерација. Во мечот со Бар повторно изворена партија прикажа голгетерот Мила Трајковиќ со вкупно 15 голови и беше најзаслужен за победата. Покрај неа на мечот блесна и Тамара Ивановска со 8 голови. Првото место на турнирот го освои шведската екипа Сара Коминтернас, кога екипата на Куманово ја слобода во групната фаза. На крајот уште едно големо признание за кумановската екипа. Имено Мила Трајковиќ едногласно беше прогласена за најдобар играч на турнирот,
а екипата на Куманово го доби епитетот најдобар за ферплей. Во секој случај, уште еден голем успех на пионерките на Куманово, кои на вистински начин се представија пред меѓународната јавност. Да, токму така, како што кажа мојот колега во прилогот, ова е еден навистина голем успех. Сега малку напоменавте за тоа, важно е да напоменеме дека повредите кои што се видливи, нашите гледачи имаат можност да ги видат се токму од овој натпревар. Сара, вие имате повреда на коленото? Да, од честите падови бидејќи играм позиција на пикер и имам многу агресивност и Так. од честите падови имам мала повреда на коленото која што не е сериозна и ќе се со тек на време ќе се поправи. Так. Јована, вие напоменавте веќе дека имате повреда на раката и Јована повреда на ногата. Така, но сепак успехот е она што ве води напред и значи нема откажување Да. и нема. Како што напоменавте, Сара, овој спорт, барем сите така мислат дека е спорт во кој што има многу агресивност. Да, Агресивност спортот во една- е многу агресивен. На некој начин тие со таа агресија може да не победат сите. И екипата од Феникс имаше така еден играч кој играше многу агресивно и не победија со таа Дали агресија. скоро сите надпревари поменуваат така со таква доза на агресивност? Не баш сите. Така. Значи има разлика и помеѓу играчите Да. и со какви луѓе би сакала да ми кажете не би можеле да работите? Па секој ако на пример зборуваме за тренерите, Така. секој тренер треба малку да е построг кога ја води екипата, но секогаш треба тренерот да соработува со играчите и да ги посочува кон она што треба, а не секојдневно на некој начин да ги кара за тие работи. И нашиот тренер е многу добро не посочува кон добри резултати. Како се вика вашиот тренер? Димитар Антевски. Поздрав за него. Тој е многу долго време во ракометот, во време и кога татко ми е играл. И тој кога на некој начин дојде кај нас, донесе свежина во клубот и почнавме тогаш да напредуваме уште повеќе. И од минатата година бевме меѓу последните екипи на табелата во Пионерската лига, а оваа година завршивме втори. Само имавме еден пораз, а тоа беше од Металург, кој беше огромно задоволство за нас и голем успех за клубот. И наредната година мислам дека ќе се надпреваруваме во кадетска лига, каде што можеби малку ќе не е потешко, но мислам дека пак ќе се избориме и дека ќе добиеме едно од првите 3 места, па можеби и првото. Така, дали вие, како да кажам, вие сте колешки или како, соиграчки, се дружите и приватно? Да. Да. Така. Дали е неопходно да постои една хармонија помеѓу играчите Да. за да има Да. некој успех? Кој е задолжен за тоа? Дали вие самите се трудите да некогаш, да кажам, да игнорирате некои постапки на некои од вашите соиграчи, бидејќи конфликти од секогаш постоеле и секогаш ќе постојат, а ние сме тука за да ги решиме? Или пак тренерот е тој кој што е задолжен? Па ние знаеме кога ќе има граница на конфликтите и слично, но сите сме заедно секојдневно на секој втори ден, како да кажам, кога имаме тренинзи, па и надвор од тренинзите и сите знаеме границите, например, секогаш дека ќе има некој конфликт при надпревар или нешто така, но и сите се заедно дружиме и сите сме исти на некој начин. Вие на некој начин сте едно големо семејство. Да. Да. Така можеме да кажеме. Би сакала да ни кажете нешто за тоа каква е вашата тренинг програма. Сара, може да почнеме од вас. Имаме тренинг 4 пати неделно, во вторник, четврток, петок и сабота. Тренинзите не траат по сат и 15 минути.
за тренизите задолжи нашиот тренер Димитар Антевски. Тој не спрема. Добро ја ода тренизите и така. Така, пред еден надпревар, да кажеме, имате закажано некој надпревар. Дали се спремате повеќе од вообичаеното? Па понекогаш да. Кога сметате дека има потреба? Да, кога има потреба, повеќе. Така. Сметате ли дека младите во Куманово доволно се заинтересирани и вклучени во спортот? Повелете, Јована. Мислам дека баш не. Ние тие што тренираме, тие сме. Вака како што ги гледам, младите повеќе сакаат да се шетаат, Да седат пред да компјутер. седат пред компјутер. Мислам дека во Куманово не е баш добро. Така. Колку време вие поминувате пред компјутер? Многу Да, малку. малку. Кога имаме слободно време и кога сме дома, обично тоа. Водите еден здрав начин на живот, така Да. можеме да кажеме. Кога сме веќе кај тоа што се однесува и до исхраната, што конзумирате? Па редовно имаме 3 оброка на ден. Така. И секако многу повеќе овошје, зеленчук и ги избегнуваме оние како да кажам, нездрави работи како што се сладките и некои такви работи. Вие сте се уште млади, но би сакала да наставиме акцент на тоа дека вела дека алкохолот и цигарите негативно влијаат врз секој вид на спорт. Да. Па, Дали има некои спортисти кои сепак пушат и може би некои повозрасните, но Така. вака но не. тоа е воочливо дека вела дека се губи кондицијата, дека Да, сето тоа да. негативно влијае пред се на организмот на човекот, а потоа и на самата личност. Што би им порачале на вашите врсници? Би им порачала повеќе да се занимаваат со спорт, да живеат здраво, бидејќи животот е еден, не можеме да имаме два животи или пак нешто друго. Здраво да се хранат, спортот е добра работа, првенствено за здравјето за самите нас, потоа нешто друго. Тоа здрава храна. Така, дали уште некој од вас би сакала да каже нешто за тоа? Некоја порака, некој апел до вашите врсници? Па не мора да е ракомет, било кој спорт, но да се занимаваат со нешто, бидејќи не е само што е добро за здравјето, туку и за дружење и за многу работи е добар спортот. Кои се привлечните страни конкретно на ракометот? Па се зависи, например, мене ми е агресивноста во спортот, мене многу ми се допаѓа. Така, има многу добри и лоши страни на некој начин ракометот, кои може да го привлечат човекот да се залюби во него. Така. Се надеваме дека вие ќе бидете супер стабилни, бидејќи во некој период од животот, доколку имате без агресија, тоа ќе го исфрлите таму на теренот и секогаш ќе доаѓате со уште поголеми успеси. Пред да продолжиме со нашиот разговор, би можеле да направиме една кратка музичка пауза, па се враќаме повторно во студиото. Јас ти викам, ти така само стој, стој! Што смирено, бе, што смирено? Добре, за тоа е добро ти живееш. Ти ти режисер, ти Светот нон-стоп врти круг, вчера север, денес југ. Што му можат лавини, полне со убавини. Нека спие сонцето, кога грее срцето. Сите луѓе срекни се, штом ќе почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво, секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек
човек твой е брат, имаш само еден пат и по него оди ти, таму нема граници. Нека спие сонцето, кога грее срцето, сите луѓе срекни се, штом ќе почнат песните. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало, мало место убаво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој те гледа на профил, секој има право да ти каже здраво. Секој го снима својот филм, секој се фали каде бил, секој е човек како ти. Овој свет е мало, мало место убаво. Еве сме повторно назад во студиото на К3 и го продолжуваме разговорот со моите интересни соговорнички, односно од Жрака Комарова. Би можеле да продолжиме со тоа да ни кажете дали знаете да работите и добро да се организирате кога сте под притисок? Така значи. Бидејќи ракометот е жесток спорт и притисок секогаш постои, мора дисциплина, морате. Тоа е едно од основните начала, така. А Јована, би сакала вие да ни кажете исто така, дали се случило некогаш пред самиот надпревар, значи некоја грешка, некое недоразбирање, како се справувате во таквите ситуации? Па за се има решение, Така. така да кога ако размислиме поубаво и нешто така, секогаш и тренерот знае да ни помогне ако има некој проблем. Така да мислам дека досега не сме имали некој огромен проблем за кој нема решение. Така да Така. Во светот на ракометот има доволен број на познати имења. Па така да, сигурно дека имате некој што ви бил или што се уште ви е идол од таа ракометна сцена, да кажеме. Сара, ќе почнеме од вас. Мене ми е идол Локе, таа исто игра позиција пикер и многу ја сакам, многу добро игра и така. Јована? па од машкиот ракомет во нашата држава, секако дека Кирил Лазаров ми е еден од најдобрите, бидејќи и тој игра на истата позиција како и јас и со левата рака. Но вака од светот, тоест Кристина Неагу, која е од Романија, таа последните, ова и претходната година е еден од најдобрите играчи во светот, прогласена и еден и најдобар стрелец, мислам дека беше минатата година, заедно со Андреја Пенезич која игра во Вардар. Така да ова година ми стана баш она. Јас од женскиот ракомет немам идол, но од машкиот би можела да ги издвојам Никола Карабатич и Тофт Хансен. Женските некако не ми се баш привлечни, а машките да. Така. Кои се вашите следни закажани надпревари? Па сега, за сега немаме, но може би некој пријателски надпревар. Но од не знам, од октомври мислам дека ќе почне таа кадетска лига што ќе ја играме. И така да сега сме на некој начин на одмор малку, но имаме тренинзи, но надпревари сега не.
Какви се вашите планови за во иднина? Сара? Секој има желба да игра за тој омилен тим што му е, така и ние и тоа ни е како некој вид на сон и се трудиме да го оствариме тој сон. Так. Јована? Па, не знам, бидејќи спорт и никогаш не знаеш што ќе стане и така да имам желба да играм во некој друга држава, во некој подобар тим и така, но задоволна сум и ако тука останам и надпредуваме со мојот град, така да. Јас првен би сакала со овој мој клуб, град, да освоиме во Македонија нешто подобро, злато, а потоа за во иднина, како ќе се покажеме, би сакала во некој од европските клубови да играм. Така, дали се добри условите за работа овде? Добри се, но може да бидат и уште подобри. Так, дали планирате нешто да студирате? Вие двете се уште сте мали, се уште доправа се запишувате во средно училиште, но Јована, вие би можеле. Да, би студираме и тоа сега. Так. И училиштето треба да го ставиме меѓу првите, на првото место. Што би сакале? Па, јас би сакала, според мојата струка што учам, но ако не биде тоа, би можела и на факултетот за физичко образование, професор по физичко. Одлично. Так. Кој е најубавиот момент до сега, така да кажам, во вашата кариера? Нешто што ви остави најголем впечаток, најголеми импресии, момент за кој што најмногу зборувате? Сара, да почнеме повторно. За мене беше надпреварот што се одржа државното првенство, кога ја победивме екипата на Струга. Тоа беше полуфиналниот надпревар и беше многу тежак надпревар и со помош на Јована го продолживме на продолжетоци надпреварот и на крај се покажавме добро со сета сила и го земавме тој полуфинален надпревар. Па исто, како што Сара вели, со моја помош. Кога игравме на продолжетоци, имавме 3 секунди пред крајот на прв продолжеток и едноставно и среќата ме сакаше и од половина од теренот дадов гол кој донесе изеначување на резултатот со кој можевме полесно да продолжиме во вториот продолжеток кој завршивме со победа на Струга и продолживме во финалето. Така. Мојот најубав момент досега во животот, а и воопшто откако сум во ракометот се случи пред неколку дена, кога ми беше роден ден. Целата екипа ја представија на сите имиња и презимења, но моето име и презиме не го кажа никој, потоа и од екипата на бар. И одеднаш сето тоа се случи да ми го честитаат мојот роден ден. Целата сала пееше песна. Потоа, кога завршија надпреварите, овој медал, тие се најубави моменти досега. Така. Јас се надевам искрено дека ќе има уште многу побројни и поубави моменти и дека доправа ќе се дружиме и ќе ни доаѓате кај нас во нашето студио и нашите гледачи ќе имаат можност да слушаат за вашите идни успеси. Тука некаде и крајот на нашата денешна емисија. Би сакала да ви се заблагодарам што ни бевте гостинки и се надевам дека повторно ќе се видиме со некој нов успех. Почитувани гледачи, како што кажав, тука е и крајот на денешното издание на утринската емисија Нов ден. Репризното издание ќе имате можност да го проследите утре во 15 часот и 5 минути, а ние се гледаме утре во исто време.